Добро, почитувани, изминаа 24 часа, а ниту Министерството за надворешни работи, ниту министерот Османи, ниту пратеникот Мартин Костовски, ниту пак Димитар Ковачевски од антимакедонската СДС никој не се јави со реакција за скандалот, поврзан со неопходноста за вработувањето на сопругата на Мартин Костовски, пратеникот во МНР. Ова е најдиректен, најсилен случај на непотизам, кронизам, корупција, партизација, злоупотреба на позиција, влијание од позиција, зошто да не е и трговија со влијание за глас во собранието. Уште еднаш, сопругата на Мартин Костовски, пратеник во собранието од антимакедонското СДС, е вработена во МНР во јули, додека се гласаше за бугаризација на Македонија. Вработувањето е сокриено, тајно, направено со преземање од друга институција, веројатно од општинската администрација на Куманово. Па скандалозно е да нема одговори од Ковачевски, од Османи и од Костовски. И тука доаѓаме до прашањето. Заради кои квалификации и каква додадена вредност носи сопругата на Мартин Костовски за да биде преземена во МНР? На која работна позиција имало толкава неопходност да наместо на јавен оглас сопругата на пратеник од власта да биде преземена од општинска администрација? На која точно работна позиција и функција Бујар Османи ја поставил преземената сопруга на Мартин Костовски? Доколку Ковачевски и Османи не одговорат за вистинската итност и неопходност од специфични квалификации за определена позиција, за кои што можеби ги поседува сопругата на Мартин Костовски, кои што се можеби неодложни и неопходни за МНР во моментов, тогаш се работи за класична злоупотреба, корупција и трговија со влијание. Македонија тоне меѓународно и дипломатијата реди порази и предавства, затоа што МНР го претвори во дом за задоволување фрустрации, дом за миленици и сопруги. Македонија тоне во економска и енергетска криза, народот стравува за храна и стравува дали ќе замрзне зимото, ама буџетот ќе се троши на миленици и сопруги на антимакедонската власт. Ова, почитувани, мора да има крај.